Почитувани гледачи, добра вечер, ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на ИМНЕ телевизија е директорот на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип, Филип Стевановски. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Значи, добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам на оваа покана и на ова што сум дел од вашата емисија во ова преубаво студио. За почеток, нов директор практично на Центарот за култура и не толку од неодамна. Што значи ова за вас? Каков предизвик беше да седнете на директорското место во оваа установа? Па видите, значи според мене сите овие раководни функции се минлива работа, тоа е нормално и мора да го знаеме, а ние сите сме обични луѓе. И јас како човек кој што се занимава со културни настани, како музичар, како организатор на многу фестивали, мислам дека за мене е ова добар предизвик, можам да кажем, и навистина се гледам во таа институција и мислам дека ќе трне таа институција во прав правец, односно во организација на тие настани, во нови проекти, во нови концерти, имаме нови идеи кои што сакаме да ги направиме. Не зборам во еднина, бидејќи од самиот старт како јас влегов во таа институција, на сите вработени таму колку што сме, им кажав дека ова е тимска работа, дека еден без друг не можеме, бидејќи јас и пред да бидам директор во таа институција бев на некој начин дел од таа институција која ги организиравме настаните кои што ги организирав јас, така да значи кога ќе започнеш еден процес почнувајќи од значи хигиеничар на таа установа, ако сцената не ни е чиста, не можеме да играме представи или да имаме некој било каков музички настан. Така да навистина целиот тим од започнувајќи од актери буквално до сценци, до администрација, тоа е еден ланец и алки кои што се врзани и кои што навистина мора да се држиме и да работиме тимски, бидејќи само така ќе одиме во нагорна линија и само во позитивна насока на таа установа. Бидејќи тоа е навистина установа која што не е само на Штип, него тоа е регионална установа, бидејќи јас мислам дека најголем центар за култура во Источна Македонија и на некој начин е центарот, Штип е центарот на Источна Македонија и тука мораме да ги отвориме вратите и да бидеме достапни кон сите, кон целиот исток и кон сите домови на култура кои што ги имаме во истокот, започнувајќи од Виница, Делчево, Берово, буквално Кочани, буквално сите и веќе ги почнуваме тие соработки од првиот ден како дојдов таму, бидејќи навистина мислам и тврдам дека сме ние значи зависни едни од други за да оди целиот исток во нагорна линија и во прав правец. Така да што се однесува до мене, мислам дека сум на правото место, времето ќе каже, но сепак се осеќам многу природно, многу добро и мислам дека ќе успееме да направиме добри настани во текот на овие години или колку и да биде мојот мандат. Во каква ситуација ја преземавте практично оваа институција? Каква беше ситуацијата кога вие седнавте во директорската фотелја? Па видете сега, значи како и секоја установа во област на културата, со чест на исклучоци во нашата држава, се знаеме во која состојба. Значи тие се установи градени не знам, пред 50 години и мислам дека не се реновирани ни една установа во Македонија, пак ќе кажам, мислам дека во Кочани е реновирана, во Велес е реновиран театарот, така да кај нас е ситуацијата таа како што е. Јас одма за овој еден месец најпрви почнав од промена на влезната врата на службениот влез. Голема благодарност до фирмите кои имаат слух за да помогнат и да ни дадат донација на врата, бидејќи наистина таа врата беше потпрана со камен, па имаше прилози за тоа, па се заклучуваше едва и се заклучуваше, така да сега имаме нова врата и почнуваме дел по дел да ги малце решаваме сите работи, бидејќи навистина значи целиот центар за култура допред
месец и пол можеше било кој да влезе, тоа беше јавно веце, можеше да си влезе било кој во големата сала, било кој во која канцеларија. Сега малце ставивме во тој поглед ред, значи да се знае кој влегува, кој излегува, имаме систем, нели, за влез со картици како секоја модерна институција во 21 век, тоа го инсталиравме последниот месец. Така да, значи се ни е под клуч, салите се е под клуч кога нема потреба да биде, нели, отклучена, гремиорните исто така, и сега се води некој ред поголема и за хигиената, бидејќи ако тековно ги чистиме работите кои што ги користиме, многу полесно ни се движи него, например, секоја просторија која што е отклучена и секој може да влезе и да види. Така да што друго ќе се преземе во наредниот период кога станува збор за реновирање како на самиот дом за култура, така овде и театарот и практично кровот кој што течеше, да, и еве требаше да биде променет, односно беше предмет на работа. Па вака сега, со оглед на плановите кои што ги имаме, едно се плановите, друго е, нели, искрени да бидеме што ќе се успее да се направи, но имаме доста добра поддршка од Министерството за култура и од локалната самоуправа. Така да, еве, не официјално се прави проект за реконструкција на целосен, кажи, театар. Набавка на целосна нова опрема, збориме од звук, светло и реконструкција, но сепак ова што го кажам се планови, сепак ќе видиме, дури не се потпише договори, дури не се официјално министерот дојде и објави дека ќе правиме реконструкција, можеме да кажеме само дека се планови. Така да се надевам дека ќе успееме во тоа. Од 76-та таа зграда е зграда на театарот, претходно била Соколаната, ако не се лажам, али мислам дека така било, така да еве да кажеме 50 години до сега е реновирано едно веце, другото е се во многу лоша состојба, значи самата зграда од протекување на кров неискориститен. Па кровот сега за сега ништо не се превзема, бидејќи еве чекаме еден голем проект, ради тоа што за тоа нели е стопирано, бидејќи ако излезе тој проект да се реновира, значи целосно, може ќе има и доградба на тој, кажи го, ово театар, ама можам да кажам со условите кои што ги имаме, функционираме одлично. Значи еве февруар месец имавме 10 представи, одма имавме јак репертоар, со тоа што имаме тие представи што ги имаме, вративме некои стари, еве сега исто ќе вратиме уште некои стари представи за да можеме да видиме во кој правец да се движиме околу представите. Така да, значи со оглед на тоа што го имаме, работиме перфектно. Значи можам да кажам, бидејќи условите се на многу ниско ниво, а работиме сепак добро. Сега нормално дека треба да се вложи и се надевам дека ќе се вложи. Јас гледам многу позитивно и оптимистички на сите работи и јас мислам дека во овој мој мандат ќе се случи некој чудо да се реновира сето тоа. Не тоа дека е до мене, пак ќе кажам, тимската работа во таа институција мора да се работи како тимска работа. Мене ме повеќе ме загрижува домот на културата, бидејќи еве искрено и реално домот од периодот ноември до периодот март е под клуч. Немаме никакво грејење. Тоа е не од сега, него со години наназад, така да ме загрижува тој проблем, бидејќи тоа е многу поголем простор, таму собираме 618 седишта, каде што, например, за се стопли тој простор и таа огромна сцена и таа огромна сала е навистина голем предизвик, можам да кажам, еве самото музичко, пошто јас доаѓам од музичкото, знам на кој начин ја греевме салата за да го направиме на многогодишниот концерт, така да сето тоа е, да кажам, значи делумно може да се стопли. Ме загрижува тоа, искрено се надевам исто така во план и реконструкција на таа сала. Така да мислам дека има веќе изготвен проект и само нели се чека моментот кога ќе биде, и ако се случи тоа наистина ќе биде добра работа, бидејќи навистина тој центар за култура што е главен во истокот, можам да кажам, и со највеќе седишта и со ротациона, значи сцена, не знам колку знаете, има и школка, значи може да се изведуваат и опери, бидејќи мислам дека е една од ретките сцени во нашата држава која што има школка, која што може да се стави оркестарот внатре, така да греото е таа сцена да стои така, да е функционална само, да кажеме, 4-5 месеци во годината, кога се топлите денови, и само тогаш да правиме големи настани. Така да се надевам и тука стварно, пак ќе кажам, со многу позитивен и настроен оптимистички, и мислам дека ќе се случи тоа да ги реновираме двете сали
и да тргне навистина културата во вистински правец како што и заслужува, бидејќи без култура немаме мислам ништо немаме. Мислам бидеме Каква реални. е финансиската ситуација во оваа установа? Финансиската ситуација да, должи доста ова институција, но еве ќе го решиме тој проблем. Има приливи, имаме настани, со тие настани ќе ги покриеме сите долгови, така да еве веќе јас сум во комуникација со сите луѓе што им должиме, се извинувам иако не е долгото, нели, од моја страна сепак, нели, јас сум сега раководител на институција, ги се молувам, нели, да бидат трпеливи, дека сето тоа ќе се случи и дека ќе исплатиме се што сме должи. Се надевам, па има тоа, нели, фирми за набавки, има многу тековни работи. Вие да направите една представа или еден настан, имате озвучување, имате светло, имате, значи ние ги немаме тие ресурси, каде е долгот можеби нели прашањето. Ако правиме еден концерт или еден настан, на нас ни треба озвучување, светло и евентуално лед екран. Доку ние тоа го немаме ништо кај нас. Значи треба да го изнајмиме. А ако тој концерт не е успешен, автоматски имаме долг. Пошто должиме на тој кој што нели ни рента опрема и било што. За да спремите една представа исто така, потребни се нели сценографија, шрафчиња, дрвциња, не знам, железни, метални конструкции, зависи од тоа што бара самата сценографија, така да и таму се прават некои долгови, не се тие долгови нели некакви намерни долгови, него се тековни работи кои што немало фидбек, па не се успеало да се исплатат, што мислам дека во следните месеци, пошто кај нас, да кажеме, плоден период е април, мај, јуни, еве и март, мислам дека со настаните кои што ќе ги направиме и со поддршката на народот кој што ќе дојде да ги проследи овие настани, мислам дека ќе успееме да се направат и тие долгови да се исчистат и да можеме да одиме во позитивна насока. Споменавте на почетокот дека месец февруари го одбележале 10 представи. Да. Еве последните 3 дена, практично среда, четврток, денеска имаме представи веќе во тек. Така. Кои представи можеа да ги видат граѓаните штипјани? Каков беше практично одзивот од страна на граѓаните кога е во прашање ве гледањето на представа? Па јас сум, да кажам, изненадан не, бидејќи знаеме дека Штип има културен народ. Културен народ, не дека не сме културни, него народ кој што сака култура и посетува, така да и театарот беше доста посетен. Јас водам ова кажу значи точно за која представа колку луѓе имало, за да видиме на крајот од месецот која представа ни поминува добро, која не, зошто не поминува добро, ако не поминува добро мислам глобално февруари месец беше добар месец, имавме доста добра публика и значи имавме и посетеност на театарот, имавме и гостување со една добра комедија на ова кажу театарот од Куманово и јас прв пат ја видов таа сала толку полна, имаше околу 200 и мислам дека 20 карти не ме фаќате за збор, каде што и тарасата што не наполнила со години беше полна, значи се гледа дека интересот за нешто ново и нешто различно го сака Штип, значи сакаат штипјани. Сега значи нашиот момент е тука пресуден што можеби на нас како театар ни е потребна некоја поведра представа и некоја комедија добра која што ќе полни сали. И еве со новите проекти мислам дека имаме таква представа и мислам дека новите проекти кои што следат ќе бидат позитивни и ќе бидат добри, мада имаме и доста добри представи и до сега, така да еве имаме и се гледа тоа и по наградите, по гостувањата, така да еве малце сега се будиме. Во февруари имавме 10 представи, за март е месецот на театарот. Да, март е месецот на театарот, бидејќи 27 март е денот на актерот, на самиот театар. Така да овој март месец ставивме околу 14-15 настани кои што се веќе осигурани, потврдени и веќе мислам дека репертоарот го има и објавено или ако не е
утрешниот ден ќе се објави на 1 март. Така да имаме околу 14, значи 15 изведби, со тоа што веќе во март ја ставаме, кон крајот на март ја ставаме во функција и големата сала на Домот на културата. Овој месец имаме гостување на 20 март, тоа е на МНТ. Мислам дека многу години МНТ не доаѓал кај нас. Тоа е Македонскиот народен театар со Бог на колежот представа, која што е режија на Весна Беби, Петрушевска. Така да ќе биде една добра представа. Таа ќе ја правиме во големата сала на Домот на културата и да отвориме за оваа сезона со таа представа. Така да имаме исто така значи гостување на 18 март. Тоа е, кажи, театар Прилеп со представа Аудиција, исто добра представа која што ќе ни гостува. Еве, веќе почнеме, како што кажав, ги отворивме вратите за соработки со другите, кажи го, театри, бидејќи навистина на тој начин ќе видиме на кој ниво сме ние, на кој ниво се тие, а и самата значи соработка и со тоа што се зближуваме ќе ни донесе нови резултати, бидејќи еве ние сега ни доаѓа Прилеп кај нас, ние во април ќе да гостуваме во Прилеп и тие соработки се навистина од големо значење и мислам дека се движиме во правиот правец кон тие нели со соработки и тие да кажам еве збратимување на самиот кажи го театар. Така да тоа е второто, значи гостување што ќе имаме во март. Имаме битолски кажи го театар кој што ќе има монодрама многу добра, кој знае зошто. Тоа е режија на наш типенец Дамјан Читкушев. Така да исто добра представа која што еве третото гостување за март и четвртото гостување кое што ќе имаме во март е со представа ово, кажи го, Отело. Тоа е студентска представа на студенти на Европа Прима, кои што официјално ќе ја отварат малата сала Благој Самоников, која што е, нели, ја крстивме. Тоа ќе биде отварањето на самата сала на 17 март, каде што, еве, јас кажав, за тој човек вреди да се направи многу повеќе, но еве, направивме мал гест и тогаш ќе биде отварањето на оваа сала. Другите представи кои што ќе бидат од наша страна, имаме ние гостување на 5 март во Крива Паланка со наша детска представа, Книголандија. Нели, ја враќаме овој месец, имаме представа Лекретен, имаме Женидба, Јас на некое друго место, Пијани, потоа имаме Избувливиот човек, имаме Лекција, пак сите прекрасни нешта и имаме Кут Ристо Донев, тоа е по повод од, кажи го, 40, имаме настан што ќе биде на 21 март, петок, тоа е Кут Ристо Донев со ВЕС, со Народниот оркестар, така убав настан во исто Домот на културата, така да ќе почнеме веќе со настаните таму, бидејќи се затоплува времето и можеме да почнеме да работиме. И на 27 март имаме целодневна, да кажем, една агенда по повод денот. Така, прашам кои се настаните активностите практично кои што ќе го одбележат денот на актерот. Па вака, тоа сакаме цел месец као нели имаме представи, имаме се, но на 27 ќе имаме целодневна програма со тоа што ќе се започнува од 10 часот наутро во галерија 22. Каде што ќе има една, да кажам, работилница за деца, ќе се поканат деца од училиштата, каде што ќе им се даде до представа што е театарот, што е да се стане актер, како нели функционираат сите представи, режисери, значи буквално се што представува самиот кажи го театар. И со тоа што од тој датум го објавуваме, еве кај вас, нели, ќе кажеме и официјално, ги враќаме во живот оние драмски студија кои што веќе ги немаме подолг период. Значи, за мене драмското студио за деца е најбитна работа, бидејќи ако самите деца од најмала возраст не ги ние научиме што е театар, што е уметност и каде се движи културата, не зборам за театар, зборам за музика, за ликовна уметност, буквално за се, нема да знаат децата што се вистинските вредности. Значи јас веќе неколку години се борам и го зборам сето тоа као вистински вредности, ама на вистина
се битни тие вредности, бидејќи самите деца гледаме во кој правец се движат, која музика слушаат, значи цело време сеат на мобилни телефони, цело време се окупирани со social network или оние социјални мрежи, така да мислам дека кога ќе застанат на оние даски на театарот, мислам дека навистина ќе осетат некоја друга вредност во себе и ги враќаме во живот драмските студија. Официјално ќе им се направи на 27 презентација за драмските студија. Така да тој е првиот настан кој што ќе биде од 10 часот. Од 12 часот ќе имаме една дебатна, да кажам, ово дебата или ќе дискутираме на тема каков театар сакаме, а каков имаме. Во тој, да кажам, правец ќе се движиме, заради тоа што да видиме што навистина ние, односно актерите и ние сакаме, а што имаме. Значи тоа е добра или исто е добра тема што еве подолго време ја спремаме за дебата, во кој правец се движи уметноста во нашата држава, што реално треба да се направи таква значи дебата, да видиме во кој правец бидејќи навистина е на лошо завидно ниво во последните години, но еве пак ќе кажам, гледаме значи позитивно и мислам дека ќе успееме да ја подигнеме и уметноста и настаните во тој правец. Така да сето ова ќе се заврши на 27 со едно, да кажем, музичко шоу кое што е во припрема, се надеваме дека успееме да го спремиме сето тоа. Тоа се вика значи музичко шоу Театра дела Живела, каде што глумците ќе излезат и ќе ги пеат песните од представи. Значи нешто во стилот, да кажам, нели глумците пеат, тоа си е сепак бренд, но во тој стил сакаме да направиме едно музичко шоу, значи буквално шоу каде што ќе се одреди кој и ќе се даде признание кој актер највеќе бил застапен или највеќе представи во 2024 година. Ќе имаме пораки, ќе читаме, значи буквално да не откриваме, така да на 27 вечерта од мислам 20 часот ќе биде една голема, значи голем настан, ќе се одржи во самиот театар. Така да можеби тој настан ќе биде од полу отворен карактер, бидејќи ќе биде со наши покани, но веќе следниот ден на 28 сме веќе во преговори да направиме еден, да кажем, донаторски концерт. Преговараме со Ротари клуб, се надевам дека ќе успееме тоа да го направиме, каде што ќе ставиме повисока карта, да не се изненади самата публика, сепак ќе кажам донаторски концерт, кој што на некој начин ќе успееме да собереме финансиска помош за самиот, кажи го, театар институција. Еве, од прост пример што ни е потребна во моментов миксета за светло, кој што ја немаме, од тие средства да успееме да ја купиме таа миксета за да можеме да продолжиме и да имаме подобар напредок. Така да, тоа е отприлика за месец март. Се надевам дека од 1 март веќе ќе почнеме со онлайн плаќање на карти, веќе го инсталираат софтверот и веќе е во тест фаза, каде што ќе може секој буквално тој софтвер истиот го користат драмски имената, ќе може секој да си влезе како, нели, 21 век технологија, да си влезе, да си купи билет, да немаме тие гужви и еве имавме скоро на една представа премногу гужва, се каснеше 20 минути, не е тоа фер ни за народот, нити пак за нас, ама и нашиот народ малце се чекаме 5 до 12, па така да сите одиме 5 до 8 да купуваме билети. Еве сега ќе го растеретиме тоа и ќе имаме плаќање со картици што досега го немавме, значи буквално еве воведуваме нов систем на онлайн плаќање на карти каде што ќе можеме да имаме, да кажеме, и современ, значи дом на култура и современ театар. Така има доста настани, доста активности, представи, гостувања како кај вас, така и вие во останатите градови. Меѓутоа, каква е ситуацијата со вработените во оваа институција, актери и сите оние вработени кои што практично на некој начин придонесуваат за се да функционира безпрекорно? Па вака сега, значи како што јас гледам овој месец имаме дефицит на кажу вработени, со тоа што во овие институции, значи во ова конкретно, значи последните години многу луѓе заминале во пензија, а немаме нови вработувања, така да се надевам дека
еве сега веќе имаме поднесено план за вработување, чекаме некои согласности, што мислам дека би требало и се надам дека 6, 7, 8 нови вработувања би имало. Актери имаме нови веќе 3 пред нова година, мислам дека се влезени, значи прекрасни млади актери кои што се дел од нашиот тим и навистина играат во многу представи, така да ете имаме подмладок во тој поглед, али реално ни фалат основни работи. Значи немаме сценци, немаме нели имаме дефицит на тонец, имаме дефицит на декоратер, имаме дефицит на гардеробер. Значи тие основни работи кои што ни се потребни, имаме дефицит на правник, имаме дефицит на книговодител, али јас мислам дека во овие нови вработувања дел од овие места ќе се пополнат и се надевам дека еве ќе можеме и функционираме и сега, не дека не, ама самите сценци се во оваа сала, па трчат во таа сала, па денеска има да местат оваа сцена, па се враќаат на големата сцена, така да ги делат сите работи, ама еве успеваме да функционирали, али сепак ни се потребни нови луѓе. Дозволите за вработување ли се проблем? Еве ако имаме дозвола за вработување и се распише оглас за вработување, практично има ли луѓе кои би ја работеле работата, би се пријавили, еве практично би биле дел од тимот на Центарот за култура? Па јас мислам дека има, бидејќи значи овие работи се врзани со уметност. Значи декоратер, самиот збор кажува дека некој треба да прави некоја декорација. Значи тоа е врзано со уметност. Кројач, вие му давате модел како треба да изгледа костим, тоа е стварно уметник кој што треба да мислам да го направи тоа дело. Светломајстор исто уметник. Јас мислам дека можеби стручен кадар со школа, зборам за светломајстор, не знам дали има кај нас, но сепак има луѓе и има обуки кои што можат нели доколку сака да работи некој таа работа, може да се обучува или тонец, може да се обучи во високо професионален тонец, каде што ќе ни врши голема работа од она што е потребно во Центарот за култура. И се надевам еве дека овие согласности ќе стасат и навистина дека ќе имаме нови вработувања, бидејќи тоа не зависи до нас или до Министерството за култура, тоа е врзан систем. Ако одобри Министерството за култура, па имаме Министерство за информатичко, па имаме Министерство за финансии, така да сето тоа е нели врзано. Пак ќе кажам, сите алки треба да се спојат. Ама еве се надевам, бидејќи навистина многу луѓе имаме во пензија и мислам дека не е само кај нас така, него и во другите театри и домови на култура и центри го имаат истиот проблем, бидејќи сме во нели секојдневна комуникација. Така. Освен директор на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип, дели од Весело Штурче како течат подготовките, како ќе биде практично организиран фестивалов оваа година? Па традиционално како и секоја година, така и ова втората половина на месец, кажу септември, еве до утре посебно нели до 1 март важат оној конкурс што го има за учесници и за автори. Така да веќе мислам дека пријавите се стигнати во голем број, но не можам да ви кажам бидејќи таа работа ја превзема повеќе мојата сопруга, односно уметничиот директор Ирена Крстевска Стевановска, која што ќе го води натака фестивалот, али сепак сме врзани. Јас во Центарот за култура го осеќам како мој уште пред да бидам тука, бидејќи секојдневно правевме таму и проби и се спремаше фестивалот, сме спиеле буквално таму, сме дремеле, така да значи традиционално Весело Штурче ќе се биде во втората половина на месец септември. Ќе видиме точниот датум, веќе нели гледаме како и што е. Па новитетите оваа година се хорот што работи веќе постојано и сега ќе излезе нов спот, значи хорот покрај потребите за фестивалот, односно за она главната вечер каде што треба да настапи. Овој хор ќе има значи задача, ќе снима своји песни, ќе снима своји преработки, ќе има своји настапи. Значи буквално ќе биде можеби прв, не знам дали е единствен, али можда прв, да кажам, професионален детски хор во Македонија кој што ќе работи како хор, бидејќи во секоја држава имаме ние во Србија, не знам, Колибри, има сериозни хорови од деца кои што имаат настапи, кои што преработуваат музики. Значи нема да биде овој хор да преработува само детска музика, него ќе работи, да кажам, и песни од Макфес, и песни кои што идат новогодишни празници, нели кон крајот на годината ќе имаат настапи и ќе снимаат новогодишни песни,
песни, така да божикни песни. Имаме доста замисли како да се тера тој хор. Околу Весело Штурче, значи ќе си тера фестивалот, нели, како што си се работи. Ја спремаме веќе новата сценографија за ова година, значи во тек се сите подготовки, во март месец ќе има тие аудиции да одбереме кое дете ќе биде, нели, во солист, кое ќе се вклучи во хорот, кој што веќе постои, да одбереме песни кое дете за кое, нели, која песна за која дете, така да во принцип, значи Весело Штурче, јас мислам дека го водиме во правилен правец и се движиме и таму ги затоа преска кажав, таму ги збориме тие вистински вредности, бидејќи навистина еве кога одиме по турнеа и гостување, еве веќе од април месец почнуваме со гостување и низ градовите со Весело Штурче, децата осеќаат што е сцена. Знаат дека не е само мобилен телефон, знаат, еве вчера снимавме во студио, значи децата ги оставаат на страна телефоните и ги забораваат, значи буквално е таа енергија која што ја има во уметноста, ја нема во ниедна друга гранка, можам да кажам, бидејќи им се будат други емоции, други вредности кои што децата треба да ги разбудиме емоциите во нив за да ги има. Така да не е само тие социјални мрежи, и затоа еве Весело Штурче навистина одиме со многу да кажам предпазливи чекори и многу во правилен правец за да не се повреди некое дете, но сепак мора да се знае дека ако детето не е за музика, нека бара спорт, нека бара било што. Значи тоа кај нас од старт кажавме дека нема да го има ова е дете мое или нели врски, нема врски кај децата, значи или е за уметност тоа дете или не е предодредено за уметност. Така да во тој правец се движиме со Весело Штурче. Така и овде е и Штипски Макфест. Да. Тука како течат подготовките, кои се новитетите за оваа година, ќе се прифатат ли, какви се средствата од страна на Министерството за култура? Вака, организаторот на Макфест е општина Штип. Средствата мислам дека се кажу прифатени, бидејќи не ме фаќате за збор, не ги знам точно колку се средствата, но оваа година е јубилеј Макфест, значи тоа е мислам него ова кажа 40 години од првиот Макфест. Сега со целиот тим разговараме како што ќе биде, али не би откривал нели ништо посебно. Важно е еве конкурсот ќе се пушти во тек за песните. Ќе се прават подготовки, ќе си биде во месец октомври како и што си е Макфест, така да ова година исто ќе биде со оркестар, пошто видовме дека мината година навистина добро функционираше сето тоа. Јас го предводев тоа, ама навистина беше многу успешно и значи звучеше на едно по друго и по високо ниво, така да и оваа година ќе се движиме во тој правец, али ќе оставам кога ќе дое време на пресконференцијата да се кажат сите детали околу Макфест. Важно еве се спремаме за еден голем јубилеј, мислам дека ќе биде доста убава работа, пошто не се малци 40 години. Така. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.